Дневник на ТВ Плюс, еве што го одбележа денот. Ќе се реконструира за најчисткиот дом. Куманово ќе добие мултифункционална градска куќа. Дизелот поевтинува, цената на бензините непроменета. Не достигаат паркови во градот, сметаат кумановци. Нов лик наскоро ќе добие најпрепознатливата зграда во Куманово за најчисткиот дом. Санацијата е дел од проектот во Центарот за развој на Североисточниот плански регион, а средствата ги обезбеди Бирото за рамномерен регионален развој заедно со општина Куманово. Граѓаните се радуваат што објектот ќе го врати стариот сјај. Најстариот и најрепрезентативен објект во градот за најчисткиот дом наскоро ќе добие нов лик. Во текот на наредниот месец е планирано да започне целосната реконструкција на зградата која има големо историско и архитектонско значење за Куманово. Санацијата е дел од проектот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион, а средствата ги обезбеди Бирото за рамномерен регионален развој заедно со општина Куманово. Центарот за развој на Североисточниот плански регион секоја година аплицира за проекти од програмите на Бирото за регионален развој, односно Министерството за локална самоуправа, кои се однесуваат на регионален развој. Така да поднесовме 3 апликации за 2016 година, меѓу кои беше и апликација за реконструкција на занатскиот дом во Куманово. Апликацијата беше успешно одобрена, така да некаде околу 200.000 евра се од програмите за регионален развој и 100.000 евра е сопствено учество на општина Куманово. Тендерската постапка е завршена, па останува деновиве да се потпише договорот. Надлежните се надеваат дека целосната реконструкција ќе заврши најдоцна до ноември. Зградата е под заштита на Министерството за култура, значи ќе има и надзор од конзерваторскиот завод, осим значи овој нормален надзор. Истиот облик, истите бои ќе останат, само ќе се реконструира и внатрешноста комплет ќе се смени, значи како што си е предвидено со проектот кој е изработен негде 2010-2011 година. Па сите оние содржини кои се предвидени, ја колку успеав да го и да разберам од проектот што е направено, се иде на тоа да биде флексибилно, значи да може да се користи за повеќе наменски, за семинари, за културни манифестации, за разни активности. Покрај свечени сали во објектот ќе биде одвоен простор и за канцеларии за поддршка на активностите на локалната самоуправа. На приземјето е планирано да останат деловните простории. Кумановци се радуваат што препознатливата зграда ќе го врати стариот сјај. Тоа е добро што ќе се случи, тоа е една од позначените згради во Куманово, уште правена 30 година од инженер Антонов, Рус. Тука беше кино Напредок, тука беше Соковна куќа Нама. И сега еве овие задечи и добро што ќе се реновира. Тоа е знаменито за Куманово. Тоа е тоа. Се радо како не да, нов лик ќе добие, ново убаво ќе биде тоа. Да. Па многу убаво ќе значи, како нема да значи. Дали е многу препознатлива оваа зграда? Па како не е синко препознатлив на центар, на площад. Многу убаво ќе биде, само ако ја направи. Он е обеќал, не прави ништо. Порано убаво би трябваше. Сега катастрофа, погледни се. Зграда како зграда е препознато место. Постари луѓе знаат кога е правена. Да. Ве радува фактот што ќе се реконструира? Да. Па секои згради треба да старите да се чуваат, да не се рушат и куќите. За најчисткиот дом е изграден во 1930 година по иницијатива на кумановските занаетчии. Дизелот поевтинува за денара, цената на бензините останува непроменета, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросупер БС 95 изнесува 61 динар литар, додека малопродажната цена на Евросупер БС 98 изнесува 63 динари литар. Од полноќ цената на Евродизел изнесува 48 динари литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 36,50 динари литар. Малопродажната цена на мазотот М1 се намалува за 0,150 динари килограм во однос на цената утврдена со одлуката од 11 јули 2016 година и со тоа цената изнесува 22,763 динари килограм.
Проектната документација за реконструкција на старата градска куќа на Нагорички Сокак, која што ќе биде претворена во мултифункционална градска куќа, е во завршна фаза. Обновата ќе се врши со средства обезбедени преку програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Реконструкцијата на градската куќа ќе чини околу $200,000, информира од локалната самоуправа. Куманово наскоро ќе добие мултифункционална градска куќа. Општина Куманово, откако ја откупи старата градска куќа која се наоѓа на улицата Иво Лола Рибар или попозната како Нагорички Сокак, веднаш започна со подготовките околу проектната документација за целосна реконструкција на куќата со средства обезбедени од програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Најголем проблем е тој објектот од под заштита на државата од втора категорија, треба конзерваторски услуги согласност и мислам дека од септември најкасно ќе се отпочне со реконструкција, ќе биде една прекрасен објект, ќе има младински центар, ќе има исто клуб за овие активисти, невладини издруженија, прекрасна бавча, ќе има и мал ресторан, така да ќе биде една мултифункционална куќа, кумановска куќа, Карпушова куќа, на некој начин ќе го оствариме оној план кој го зацртавме. Имаме добиено комплетно имоталистиви на општина Куманово, тој дел што беше спорен го откупивме и на тој начин обезбедиме средства преку UNDP, бидејќи општината не е во можност да ги финансира сите тие активности. Реконструкцијата на градската куќа ќе чини околу $200,000, но освен овој проект, UNDP финансиски ќе поддржи и други активности во Куманово. Ќе има $90,000 за асфалтирање на Табановце и решавање на инфраструктурен проблем во Сопот, бидејќи тоа е регионот на бегалската криза. Освен од UNDP, локалната самоуправа за реализација на планираните проекти за развој на градот користи средства и од типа фондовите и од Европска банка за обнова и развој. Младите пејачи Мартинијан Кириловски, Вона Јовановиќ и Мартија Санојковиќ и рок бендот Ди Марбл на 1 август ќе ги забавуваат граѓаните кои што ќе присуствуваат на свеченото отворање на затворениот и отворениот базен. Локалната самоуправа се погрижи ден пред големиот македонски празник Илинден базените да ги примат своите први капачи, а граѓаните да уживаат во музиката, културно-спортската програма и огнометот. Двајца кумановци викендов завршиле во болница откако биле нападнати со бейсбол балки и тупаници во ресторан на плоштадот Маршал Тито. 5 емине напаѓачи веднаш по тепачката побегнале. Секторот за внатрешни работи Куманово работи на целосно расчистување на случајот. Двајца кумановци викендов биле претепани со палки и тупаници на градскиот плоштад од 5 други лица и двајцата биле задржани на болничко лекување. Како што информираат од секторот за внатрешни работи, 29 годишно момче, седејќи заедно со друго лице во ресторан на плоштадот Маршал Тито, физички биле нападнати од 5 лица, кои што се идентификувани од полицијата, но не е соопштена нивната возраст. Момчето пријавило дека во саботата 15 минути по полноќ, без никаква причина, напаѓачите го удирале со бейсбол палки по главата и телото и му нанеле видливи повреди, а другиот добил безброј тупаници. По извршеното дело, сторителите побегнале од местото на настанот. На повредените им била укажана лекарска помош во општата болница во Куманово во 2 часот и 30 минути по полноќ. Кумановската полиција допрева ќе утврдува која била причината за физичкиот напад на двете момчиња и дали на овој случај претходила некоја друга расправија меѓу двете групи. До сега нема информација дали напаѓачите се приведени и кое било нивното објаснување за инцидентот. 34 годишен мештанин на село Лопате вчера околу 11 часот и 30 минути бил избоден со нож во својот дом. Имено додека бил во двор заедно со семејството и други роднини дошол 50 годишниот ќ.д. и без причина почнал да се расправа, пошто извадил нож и на ДФ му нанел видлива повреда во пределот на стомакот пошто побегнал. Увид на местото на настанот извршила екипата на СВР Куманово, а во 13 часот и 30 минути ќ.д. бил приведен во полициската станица. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Кумановци смета дека нема доволен број на паркови во градот. Дел од нив посочија дека и неколкуте што ги има не се одржуваат како што треба. Други пак нагласија дека сите се сконцентрирани во централното градско подрачје, а не и во населбите.
Зелените површини и парковите често им помагаат на граѓаните да се одморат, но според голем дел од кумановци во градот нема доволен број на паркови кои што би можеле да ги користат за време на летниот период. Граѓаните сметаат дека во градот многу повеќе се обрнува внимание на изградба на згради и големи објекти, а се помалку на зелени површини. Тие посочија дека во наредниот период мора да се размислува во насока на нивно проширување и на изградба на нови, како би се следеле позитивните западноевропски трендови. Од друга страна, има и граѓани кои што сметаат дека има доволно паркови, но сепак треба да се уредат за да можат граѓаните да ги посетуваат. Некои посочија дека парковите се сконцентрирани во централното градско подарче, а во населбите кои имаат голем број на жители, се уште нема парк. Во Куманово нема доволно број на паркови, бидејќи овдека е само згради направени, никаде нема нити едно игралиште поред зградите, нема паркинзи, нема доволно каде нашите деца, кога излеземе со нив да отидеме негде да се прошетаме, да седнеме на некоја ладовина, да се одмориме, да ги пуштиме децата да се изиграат. Не, никад паркови не се доволни. Во градот паркови? Какви паркови траžite? Паркови зелени, паркови, дали има каде? Па ево е само, тој и овде. Мислам дека нема доволно, но сепак задоволително е. Дел од граѓаните сметаат дека освен тоа што треба да се вложи во сегашните паркови, треба да се посвети големо внимание на нивно одржување и на изградба на нови. Тоа ти е оној Соколански парк и тоа и така. Таму може да се има навечер, само не она што треба да го има. Долниот парк секако дека на нас не на нога и ретко идеме и да го посетиме, иако е поред самата река и добро е стациониран. Доле кејот што е направен, тој уште мора да се подигнат, да се пошуми малку повеќе, да биде таму ладовина, бидејќи таму сите знаеме дека нема доволно ладовина. Овде у центарот гледате повеќе е вручина, повише е ова травата видите како е пожолтена. Сами си може да види дека не. Горни да, коде Соколану и така, овде долјан, не. Па треба, али кој ќе ги изгради? Кад нема кој да го гради, нема кој да прави, нема такво место. Треба да се приради долниот парк таму. Таму е еден многу познат и добар парк беше своевремено, само е запуштен сега, да го тоа уредат ќе биде перфектно за Кумано. Иначе во централно градско подрачје нема доволно. Уште ми треба како сега уште еден парк да има таков. Така не е сосема доволно. Се одржават овие во центар, да. И кај Соколана. Парковите во градските средини представуваат филтри на загадениот воздух од се поголемиот број на моторни возила и другите штетни честички кои што влијаат лошо на човековото здравје, а исто така нудат можност и за рекреација. Припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале во 3 одделни случаи, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Во првиот случај гаселе пожар во фабрика за мебел во село Доброшане. Интервенцијата траела 1 час со 5 пожарникари. Причината за пожарот, како и висината на настанатата материјална штета, допрва ќе се утврдува. Во текот на денот пожарникарите гаселе запалено стрниште и сува трева во атарот на селото Сопот, а пожар гаселе и покрај автопатот Куманово-Скопје, каде што исто така горела сува трева. Силно невреме проследено со дожд и врнежи од град попладнево го зафати Куманово. Силниот дожд речиси го парализираше сообраќајот во градот поради преполнетите улици со вода. Големиот број електрични празнења неверојатно придонесоа делови од неколку населби да останат без електрична енергија. Во продолжение погледнете како беше попладнево во Куманово.
Времето денеска во Куманово беше сончево со повремени врнежи од дожд, дуваше слаб ветер од северозападен правец. Максималната температура се искачи до 34 степени Целзиусови, а минималната се намали до 23 степен. За утре метеоролозите најавуваат повремени врнежи од дожд со слаб ветер од западен правец, при што дневната температура ќе досегне како и денеска 30, а утринската ќе изнесува 20 степени Целзиусови. Ова беше последната информација во денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.